теорија. Тоа е како посебен јазик му доаѓа, како оние кои знаат на пример да читаат да речеме една, како би му дошло тоа, петолинија го викаме, ама не е петолинија, една музичка композиција на некој начин и Да, си од петолинија. Да ја интерпретира. Си од петолинија. Така. И посебен јазик, и тоа се смеевме со една пријателка, на архитект, и ме гледа како читам партитури на студентите по композиција, ама без нели да имам потреба да ги чујам. И она ми вика, ти ова додека го гледаш овие точкиве и линиеве, слушаш музика? И ја викам да. Опа, знаеш дека ти имаш супер муки? Па навистина е така, навистина е така. Тоа е многу интерес, на некој начин како посебна култура да си имаат оние кои знаат да читаат музика и посебни се исто како научниците, аз би рекол, на пример да влеземе сега на некоја, не знам, научна конференција и да ги слушаме сите тие термини. Мислам, џабе си таму, џабе слушаш од тука влегува, од тука излегува. Да, тоа чисто се смееме на часот по музички форми со анализа, кога ќе го напишеме шематскиот приказ, тоа изгледа како некоја чудна формула по хемија. Да. И се смееме затоа што ова било кој да влезе друг нема да може да разбере за што зборувам. Да, навистина. Да, така е. Чудесни. Ти, Марио, ми рече дека знаеш, дека умееш да свириш и народни инструменти, така? Да. Што те повлече да одиш во таа насока? Па, вака, генерално, првично заради професорот. Тоа е светскиот наш, еве да речеме, професорот Драган Дутовски. Кој што е раководител на теоретската катедра. На катедрата за музичка теорија и педагогија. И во таков еден контакт стапив, тоест знаев дека ќе дојдам овде на факултетот за музичка уметност, првично заради него, и потоа веќе почнав да се запознавам и со работата на факултетот. И ми изгледаше доста интересно, затоа и се запишавме, зашто, еве, искрено јас сум од Штип, имаше и таму опции, но ме привлече пред се професорот, како што кажав, ама и квалитетот на настава, кој што го возможуваше нашиот факултет, нашата институција. Значи ти веќе си бил влезен, да речеме, во таа индустрија, си знаел што се случува, си го знаел. Да, можеби ова е за некоја, можеби ова е за некој технички факултет повеќе. Сакам да кажам, веќе си бил во тек, веќе знаеше да свириш инструмент пред да дојдеш. Да, вообичаено студентите што се запишуваат имаат завршено или средно музичко училиште или нижо музичко училиште. Така. Малкумина само од тие кои што се запишуваат на популарни жанри немаат никаква претходна писменост музичка, но ние ги описменуваме дури ако немаат никакво признање, веќе кога ќе влезат на факултет. Тоа зборувавме баш со студентите пред да почнеме. Например, сега, да речеме, некој е 4-та година и има интерес за музиката, но никогаш немал ни шанса, никогаш не бил наведен на тој пат да учи инструмент или да учи музика. Може ли да се појави на факултетот за музичка уметност и да ги пројде тие приемни испити, да речем? Ние ќе имаме припреми за приемни испити, каде што наставниците од нашиот факултет имаат 1 до 2 недели во зависност од поверувањето, обука на студентите кои или не се воопшто писмени или се сметаат за недоволно спремни пред да пристапат на приемните испити, но вообичаено тука нема никаков поголем проблем. Дури тие кои што воопшто не се писмени проаѓаат затоа што тие се запишуваат на популарни жанри, па таму од почеток почнуваме со писменувањето, теорија на музика, како се пишуваат ноти, петалинија, клучеви, сето се учи и на тој смер. Така. Факултетот за музичка уметност е основан 1966 година. Тоа е најстарата високообразовна музичка институција во Македонија и практично од нашиот факултет се сите музичари кои воопшто излегле во Македонија, сите кои што ја прават музичката сцена. Сите наставници кои што се во средните училишта, во основните училишта и само по музичко во целата држава. Сите оркестри, оркестарот на Македонската филхармонија, оркестарот на Македонската опера и балет, сите се со колеги кои што се алумни на факултетот за музичка уметност, дури конкурентните факултети кои што се сега појавени,
како факултетот на УГД Штип и факултетот во Тетово се со кадар кој што призлегол во Повторно од ФМУ. факултетот за музичка уметност. Тука е нашата најголема сила затоа што најдобрите секогаш биле наставниците на факултетот за музичка уметност. Ние зборувавме на состанокот пред да дојдеме, вие и ми споделивте нешто за историјатот и за величината на факултетот за музичка уметност во минатото, неговата позиција. Еве ќе видиме и во следните сегменти дека дури и студенти од странство, од регионалните држави доаѓаат да студираат на музичка уметност. Што е она што го двои од другите факултети? Што е она што е специфично? Па прво тоа што е прилично долга традицијата, тоа се 60 години. Така? Не помни 60 години, Така. 57 години како постои факултетот. Факултетот го формирале едни од најголемите музички умови кои што воопшто се појавиле во Македонија. Тоа се големите имија, например, на Властимир Николовски, Томислав Зогревски, а понатака почнуваат школите на Гоце Коларовски, Тома Манчев, Димитрije Божаровски, тоа се навистина големи имиња. Тука кај нас работеше и, например, Саша Николовски Ѓумар, еден од најголемите диригенти што воопшто се појавил во Македонија, Така. кој за жал прирано почина, повеќето од нив прирано починуваат. Да. Тоа е еден така за жал кобен момент за големите уметници. Тие луѓе оставиле таков легат кој што нас не обврзува понатака да одржиме нивото и да го напредуваме нивото, и тоа е вака една од основните причини зошто не само студентите од Македонија, туку и од околните држави доаѓаат тука. Но потврдата е, например, за квалитетот на наставата на факултетот за музичка уметност во Скопје е моето искуство во Швајцарија. Јас бев таму на постдипломски студии, тука се запишав прво кај мојот професор, Така. и тој прирано почина на Така. 47 Бог години. да го прости. И заради тоа си ги продолжи студиите во Швајцарија. И во еден момент ми избркаа час, затоа што знаев повеќе од професорот. Па после тоа моите колеги во Швајцарија ме прашаа каде сум студирала и Так. кажав дека во Скопје. Они Так. викаат само во Скопје, да, само во Скопје. И ме прашаа дали сум дошла во Цирих да ги фрустрирам нив или да се фрустрирам себе. Имајќи Значи- предвид колку е понапредно моето знаење од нивната. Обично сега е сосема обратно. Мислам дека се уште ние барем држиме до нивото на квалитет, Така. и дека еве неодамна имавме предавање отворено од една наша поранешна алумни студентка, Така. Ана Велиновска, која сега е во Белгија на докторски, а претходно магистрира во Швајцарија, и кажа дека токму поради знаењето кое што го добила од ФМ можела да се носи рама до рама со сите колеги од сите земји во Европа. Така. Тоа и го има впечатокот кога зборувавме и кога зборувам и со студенти, например, од музичката академија, факултетот за музичка уметност, имено дека сепак ФМУ не е на исто рамниште со другите факултети. Тој синдром на спуштање на критериумите, да речеме, за се повеќе и повеќе студенти да може да влезат и да опстанат на некој начин. Знаеме со текот на времето дека се намалува, ама некако имам перцепција дека на вашиот факултет не е баш така. Да, тенденцијата е тоа, се разбира има и нелојална конкуренција и тоа е Така. тоа што предизвикува една таква ситуација. Но ние држиме да спуштен е критериумот, например, од времето кога јас студирав до сега е спуштен критериумот, но сепак има наставници кои инсистираат на висок критериум, што е за секоја почит. Се разбира, тоа го разбира студентите кои се дојдени на факултетот не само да земат диплома, туку да земат и знаење кои Так. понатака ќе им Так. користи во живот. Можеме ли да кажеме дека оваа катедра за музичка теорија, Музичка теорија и педагогија, композиција, диригирање, музикологија. Ете така, е некако основа на сите останати катедри, на тоа почиваат сите други. Апсолутно, значи Така. наставниците кои што се од оваа катедра ги држат сите теоретски предмети на факултетот, и тоа е основата на целокупното знаење. Без разлика Така. кој се определил за што, имаме 33 предметни програми за секој предмет поединечно, без разлика кој за што се определил, секако слуша настава кај наставниците кои што се од нашата катедра. Така. Тогаш која е, можеби ова е прашање за Марио, зошто токму музикологија во ред, но зошто насоката по етномузикологија се наоѓа во склоп на оваа катедра?
Па се наоѓа во склоп на оваа катедра поради тоа што, како што спомнав ми преска во еден неврзан разговор, таква е потребата за претходна наобразба на студентите со познавање на предмети од музичка теорија и педагогија, па потоа за да можат да се втурнат во тој процес на истражување, на проучување, проучување, самите знаеме дека етномузикологијата е поврзана со изучување на нашата народна музика. Но без претходно подготвени знаења од музичка теорија и педагогија, според мене тоа би било аматерски пристап, затоа е и така направено да биде во склоп, за да може сите студенти, тоа и низ времето генерацијски се покажало како добро, бидејќи тука лежи професионализмот, оној академски профил кој што секој студент го добива, а тоа е врз база на претходно стекнати знаења и познавање од музичка теорија и педагогија, како што спомнавме и претходно, дава широки опции и за знаење, тоа е за едукација, но и за понатамошна работа утре во иднина за секој од студентите. Кој е твојот план за понатак? Што ќе правиш кога ќе дипломираш? Сега да не те ставам многу на Ке се запише на магистарска. Имаш ли некој пат кој си го замислуваш? Па визијата за секој еден уметник според мене е да биде на сцена, да се држи до тоа, но ни помалку ни повеќе не е отфрлена можноста за издавање на теоретски трудови, книги, списанија, како и за создавање на музика, како што спомнав ми преска, МТП е еден широк спектар на избор и за работа и за може со било што да се занимава човек. Предметите кои што им се нудат ги подковуваат од секоја страна. И не подготвуваат и не подковуваат за една работа. Имаме доста познати наши композитори, аранжери, па и диригенти кои што имаат завршено МТП и се сериозно на врвот во областата, во музичката уметност во нашата држава. И заради тоа е еден од... И јас, според мене, мислам дека е еден од најпозитивните примери зашто би требало студентите да се запишат на музичка теорија и педагогија. А и да се надоврзам на прашањето, затоа и етномузикологијата како област е во склоп на музичка теорија и педагогија заради интердисциплинарност, кој што ја нуди. Тука често ни доаѓа на гости професорка од Институтот за фолклор, со која што имаме многу убава соработка, професорката Стојкова. Па еве денеска ќе поканиме и на едно вечерва има предавање. Исто и тоа е опција, не спомна деканката да се надоврзам. Од оваа година почна циклус на предавања кои што се важни за секој еден од студентите, бидејќи отвараат дури оние што не се на музичка. Тие се отворени предавања и се на ниво на кој што може да го разбере било кој, тоа е за да се прошири знаењето на студентите и да им се отворат хоризонтите, значи да не се задржиме во областа која што ни е стриктно од предавањата. И па тоа е интересно. Имаме секоја... дека ништо не правам вечер, така. Имаме секоја недела отворени предавања, освен што имаме и концертна дејност. Освен овие работи, за што друго, например, можат да се оспособат студентите на факултетот за музичка уметност? Обично ги слушаме тие класичните вработувања, но што е, например, најчудното работно место што сте чуле дека некој се запишал по дипломирање? Не постои ништо чудно кај нас, самата професија музичари и начин на живење. Многу често повеќето од нас не сакаат да се врзуваат со работно место кое што значи фиксно работно време од 8 до 4. За нас е тоа надреално, затоа што ние работиме постојано и кога никој не работи, ние работиме. Ве замислете на сите прослави, свадби, венчавки, нови години, сите работат музичарите, цело време работат музичарите, композиторите исто работат постојано, изведувачите исто работат постојано, теоретичарите исто работат постојано и имаме многу широк спектар каде се може човек да се вработи
работи како музичар. Освен тоа, како што веќе кажавме, нашите музици работат малку поинаку. Научени сме на апстрактно мислење, на апстрактно помнење, поради тоа што сите свириме инструмент, имаме многу развиена лева и десна хемисфера, координација, ориентација во простор. И тоа ни помага дури да е било што друго што е во нашата професија многу брзо да го совладаме и да бидеме дури подобри од тие со кои што би работеле. Што не, да, супер, одлично. За ова никош не сум размислувал, на пример, сите тие телесни да речам придобивки кои се добиваат. Не само тоа и развојот на мозокот, балансирана лева и десна хемисфера е најважното нешто за еден музичар. Да, која е на пример која би била еквивалентната работа на докторат или магистерска теза на некој технички или инженерски факултет во однос на музичкиот факултет? Ова може малку поинаку да го одговорам. Кога ќе ми кажа на мене, вие таму на музичка академија ништо не учите, си пеете, си свиркате. Ја бидејќи завршив композиција, студиите композиција порано трае 5 години, отприлика 1 семестар помалку од електро, 2 семестри помалку од медицина. Да. И им кажува секогаш истото. Јас вашиот факултет ќе го завршам и ќе поминам со просек 10.00. Вие нема да го завршите мојот факултет. Да, бидејќи е потребно многу повеќе. Навистина. Што би сакале да им порачате на идните студенти кои веќе се спремаат или кои можеби размислуваат за некоја идна кариера или размислуваат да се запишат на вашиот факултет? Тоа што можам да го кажам со сигурност е дека најдобриот квалитет во државава, па и еве регионално го нуди факултетот за музичка уметност и токму поради тоа околните факултети, например факултетот од Ниш или факултетот од Цетиње бараат соработка со факултетот од Скопје, затоа што тие процениле дека тука има поголема тежина. Значи тоа е една од работите која што ние ја нудиме тоа. Значи дека студентите ќе бидат дома, ќе бидат блиску до нивните, ќе бидат во релативно да речеме поподносливи финансиски услови доколку отколку кога би студирале во странство, тоа е една од работите. Нашиот спектар за вработување понатака е многу широк и никако не е ограничувачки, секој може, бидејќи има прилично функционален мозок откако ќе заврши факултет за музичка уметност, било што да научи, дури ако не реши понатака да не се занимава со оваа професија. Дури комплетно да ја смени. Иако музичката професија е, пак ќе кажам, начин на живење и ако некој навистина го сака тоа, тогаш треба да го направи тоа. Мајка ми знаеше да ми каже тоа што ти сакаш да работиш е хоби за богати луѓе. Јас потекнувам од едно така просечно семејство, но можам да кажам дека поради многу работа, но и талент се разбира, еве јас сум сега декан на факултетот за музичка уметност. Честит. Марио, имаш нешто да им порачаш? Па да, како што спомна и деканката, тоа е институција која што низ вековите, низ годините докажа и ќе докажува повторно дека е институција која што вреди. Студентите треба сериозно да размислат, тоест идните студенти да размислат за запишување на нашата институција, затоа што нуди квалитет, нуди знаење кој што е признаено секаде, насекаде во светот, и тоа дава една можност и шанса еве да ги поканиме идните студенти, средношколците, кои што размислуваат сериозно да се запишат на нашиот факултет и да ги потсетиме дека еве на пример еден Симон Трпчевски дипломирал кај нас на факултет. И магистрираше кај нас на факултетот, па дури едно време беше дел од наставничкиот кадар, додека не свати дека концертниот живот му одзема премногу време, значи дека тоа е нивото на квалитет кој што ние го нудиме. Секоја чест. Па еден Тоше Проевски беше дел. Еден Тоше Проевски беше студент на нашиот факултет, тој за жал исто така прерано почина и не успеа да дипломира, но и тој беше запишан кај нас. И дел од наставниот кадар ни е на пример Андријана Јаневска, која што на сите им е позната. Еве професорот Драган Дутовски, еве мене може не ме знаат, ама имаме навистина звучни имиња како Дино Имери, кој што подоцна ќе правите муавет за него.
Сашо Татарчевски, еден од најреномираните диригенти во Македонија, па и на Балканот, исто така и професорот Боријан Цанев, кој што порано беше главен диригент на Македонската филхармонија, Така. па дури и се откажа таа позиција за да дојде на работа на факултетот. Па мислам дека тоа зборува доволно. Ви благодарам и на двајцата. Благодарим и ние. Исто така една многу различна катедра, катедрата за дувачки инструменти, удирачки инструменти и соло пење, професорот Горан Начевски и студентите Стефан и Кристина, добре дојдовте. Ова е исто една многу широко обсежна катедра. Зошто се сите тие три сегменти опфатени во една катедра? Зошто не се посебни? Вака, затоа што сега, значи, тоа се инструменти и соло пење, сепак ги поврзува, нели, сегментот на музичка интерпретација, на Така. сценско-изведувачка уметност. И затоа сме под една катедра, тука спаѓа, значи, дрвените дувачки инструменти, флейта, обоа, кларинет, фагот, потоа саксофонот. Така. Од металните дувачи располагаме со труба, хорна, тромбон и туба. Така. Значи, практично со сите инструменти кои што се дел од симфонискиот, класичниот симфониски оркестар. Потоа имаме класично соло пеење и удирачки и класични удирачки инструменти. Така. Стефан, ти си од Црна Гора. Да, така е, Так. од Црна Гора доаѓа. Што те натера од Црна Гора да дојдеш преку планините овде да студираш? Те молам. Па, всушност вака, јас се запознав со мојот ментор во семинар во Подгорица. Така? Поминавме неколку многу убави денови и научив многу убави работи. Така? И ми кажа дека и тука имате семинаристот за лимени дувачи инструменти во Струмица. И викам, ајде, никогаш не сум бил во Македонија, а баш во тој период беше и приемни испит. И ми кажа, ако сакаш, нема да те форсираме, дали сакаш да се запишеш кај нас. Така? Викам, ајде, никогаш не сум бил во Македонија, би сакал да ја посетим Македонија, да се запознам со нови луѓе. Отидов на семинар, не знам колку беше, 5 или недела дена, се запознав со Христина, Така? со сите другарчиња што се дружиме сега веќе 4 години. Така? И одлучив да останам тука да студирам. Не направив грешки така. Така. Имаш ли потешкоти во смисол дали е скап факултетот, дали е Скопје скап град за живење? Мислам дека стандард во Македонија не е толку голем колку во Црна Гора, така некои работи ми се поевтини. Ти благодарам. Некои работи ми се поевтини, ама на пример сега ако зборуваме за некои бирократски моменти што се на пример престој лична карта. Сигурно има некои додатни документи. Да, додатни документи, нотар, сите тие маки што ги опфаќаат тука. Малце се поскапи, ама како и сегде, нели, кога сте странец, сега да отидете во Црна Гора, пак имате слични некои проблеми, да речем. За жал, да. Да, ама се поминува лесно се тоа. Да, едва и чекам, нели, да средим се тоа, после почнуваме со семестар, со дружба, со свирење, вежбање, проекти, така да не размислам многу на тие работи. И двајцата имавте веќе некоја позадина во музиката, така и двајцата свиревте нешто или пеевте, може би. Да, во оркестар Така? најчесто се сретнуваме. Така нешто. Јас свирам од мои 8 години веќе флейта. Така? Учев и средно музичко, па сега и факултет. Така. Значи веќе бевте, сакам да кажам, Да. влезени во музиката, да не речам индустријата како преска. И ФМУ беше дефинитивен избор за вас. Точно. Што е специфично за оваа катедра, професоре? Па како што кажав, нели, нас не обединува сцената. Така, рече. така. Класичната музика, иако заборавив да кажам дека во нашата катедра сега припаѓаат и професорката Андријана Јаневска, која што Така. придава соло пеење популарни жанрови, и Иван Иванов, исто така саксофон на популарни жанрови, но тоа се веќе технички моменти. Јас се надевам дека во скоро време ќе на одсекот за популарни жанрови ќе формира своја посебна катедра. Така, така. Така што
Значи, сега практично тие насоки по популарни жанрови, така наречени, влегуваат во катедрата за удирачки, дувачки, така Дел од популарните жанрови, Так. значи оние што се гудачки инструменти, популарни жанрови влегуваат во гудачката катедра и така натака, но Така. тоа е еден технички аспект кој што так. понатака ќе се разреши со формирање на Нормално. посебна катедра. Значи, она што е битно за оваа катедра е тоа што произведува млад кадар, кој што потоа успешно може да се вклопи во симфониските оркестри кои што постојат во нашата земја. Значи, Македонската филхармонија, симфонискиот оркестар на Македонската опера и балет, Така. и во разни други ансамбли. Исто така, не само тоа, значи, дипломиран или магистриран уметник, изведувач, може да предава, да биде наставник, да биде професор по својот соодветен инструмент. Така. Што е различно од приемниот испит на оваа катедра од останатите? Во глобала слични се приемните испити, значи Така. кога станува збор за инструментите и Нормално. соло пеење, значи треба кандидатот да биде соодветно подготвен. Приемниот испит содржи програма која што треба да се изведе на памет. Имаме доставена информација Така. јавно на нашиот веб сајт, да. што точно треба да се подготви кандидатот, што точно треба да подготви за приемниот испит. Така. Може ли, например, некој што... Еве, кога се приемните испити? Во јуни? Во крај на август, почеток на септември. Крај на август. Може ли некој да нема допрено ниту дувачки, ниту дирачки инструмент се до, да речеме, ова лето и да одлучи дека ќе се запише на оваа катедра? Постои ли таква можност некој да ги совлада тие? Значи, постојат огромни талентирани Скриени. скриени Да. таленти. Ние, Да. знаете како вратите се отворени за големите таленти, Така. им се пружа шанса, но сепак, доколку се пројави интерес, треба кандидатот да знае дека го очекува приемниот испит. Така. Тој мора да помине низ приемниот испит. Така. Значи, така, тоа не значи дека тој мора да има некое соодветно музичко образование. Ако го помине приемниот испит и го совладал, Веќе- и го положил, Так. значи тоа веќе е нерелевантно. така. Исто како јас кога Так. студирав во Чешка, јас сум студент од Прага, Така. јас уште немав матурирано, излегов таму на приемен испит без матура. Си ги покажав композициите, соло пеење, што требаше име Тоа е приење тоа. на факултетот. И Значи талентот да. е сепак пресуден и способност. Така. Тоа го зборувавме и со деканката Дарија, например. Тоа е интересно. Не мора вие ниту да научите чешки, само треба да ги покажете композициите и тој јазик се чита секаде. Тоа е зарем не? доволно, тоа е доволно. Музиката е јазикот на целиот свет. Така. Кажете ми, според вас, која е улогата на музичарите во општеството, општо? Во една држава, за една култура, според вас, каде се наоѓате вие како музичари? Пошто сам ја прije pričao, hoćeš ti malo da me odminiš ili? Слободно. Па кај нас класичната музика не е толку распространета. Младите не слушаат многу класична музика и кога За ќе жал. кажеме дека ние сме студенти на факултетот за музичка уметност, кај нив е првиот впечаток е колку убаво вие само си свирите и си пеете. Не баш напротив, кај нас класичната музика воопшто е многу широк поим, Така? што бара многу голема подготовка, припрема и многу студиозна работа. Така, каде се гледаш ти, например, кој е, например, на некој начин, не знам, зошто некоја држава или некој општество би имало потреба од музика? Или да не ве прашувам сега да филозофираме. Ако не ви се допаѓа прашањето, да ми да, повториш, нема врска. да. Мислев дека Не, нема проблем. Не. Мислам, која е улогата на еден музичар во едно општество? Каде се гледаш ти меѓу другите луѓе во иднина? Мислим да е јако, ствари питаме шта човек жели од себе да направи сутра за будуćност. Аха. Например, ја
Ja sam kasno počeo da sviram hornu, negdje kao srednjoškolac, treća srednje, Така. što je u suštini, mislim da će se profesori složiti, neko prokletstvo za limenjake, svi kasno počinjemo da sviramo. И пеачите исто. Eto, Da, mislim, ne znam, da. sad se Slično u je, svoju da. branšu Tak. stavljam. I nekako sebe nikad kao solistu nisam doživljavao. Hvala Bogu na fakultetu sve te stvari mi radimo. Imamo priliku da proživimo i taj orkestarski moment i taj solistički moment. Najviše sebe gledam kao pedagoga možda sutra u nekoj nižoj školi ili srednjoj školi. Ne vidim sebe kao solistu, ali jako je bitno, sad pitao si me kakvu ulogu ima muzika za opštestvo, ne? Да. Koliko je dobro da imamo dobre izvođače, toliko je dobro da imamo i dobre pedagoge koji će da naprave takve ljude koji će sutra da nešto pokrenu ili urade. Така. Зошто почнавте да се бавите вие со музика, професор? Јас сум еден од тие, можам да кажам, примери кои што едноставно преку ноќ се роди желбата кај мене. Јас во 8-о одделение решив да се занимавам со музика, решив дека ќе станам композитор. Така, Едноставно бев воодушевен така. од идејата, го скокнав. Прва година ја земав заедно со 8-о одделение, како талент во средното училиште, тоа го препознаа, веднаш Сега. отидов со положени испити. Во втора година и веќе за 3 години положив приемен испит во Прашката академија музичка композиција и Супер. солопење. Супер. Така што, ете, тоа сакав да кажам, и ако може да се надоврзам, Да. прашањето, па дали ние можеме да си замислиме воопшто живот без музика? Значи не е тоа прашање дали на општеството му треба музика. Секој од Тоа нас. е есенцијална потреба на секој човек. Да. Ние не можеме да живееме без музика, без оглед на жанрот. Так, Но так. сериозната, односно класичната музика, да ја наречеме уметничката музика, треба да се издигне на едно повисоко ниво. Нас ни требаат можеби и повеќе од една оперска куќа, затоа што заборавив преска да кажам дека оперските пејачи кога ќе дипломираат и ќе магистрираат имаат потреба од повеќе од една оперска куќа и повеќе од две или три, од два или три симфониски оркестри. Мора да повикам, да некако да се ангажира За државата. да сакате да кажете за да има таа здрава конкуренција, да се поттикнуваат едни со конкуренција. други, да се гради една култура музичка. Точно, и да имаме добар пазар на труд, каде што овие млади, успешни, талентирани, Да. фантастични студенти ќе можат да си го најдат, нели, местото Своето под место, сонцето да, тука да, во Македонија. Факт е дека и голем дел од нив си заменуваат во странство, што е еден општ тренд во државава, но Да. ние треба како општество да се ангажираме Да. сите тие на сите да им се понуди убаво, квалитетно, Да. соодветно работно место ако сакаат да останат. Да. Бидејќи создаваат нешто што секој ден го примаме и го користиме на некој начин во таква или во онаква форма. Мислам дека е за сите тоа важно. Мислите ли дека има, зборуваме и за изведувачки компонент на музиката и за педагошки момент. Мислите ли дека има простор за академска кариера на музичкиот факултет? Апсолутно, има Така, простор. Секогаш така. има потреба за млади квалитетни кадри. Така? Секогаш. Да. Така. Да, и со задоволство треба да ги примаме тие што се квалитетни и Така. што располагаат Така. со својот капацитет да бидат професори, да напредуваат во својата педагошка професија. Така. Сигурно на факултетот за музичка уметност има и втори, трет циклус на студии. Да, Така. да, има и втор циклус, значи магистарски студии, имаме по сите инструменти, исто така и трет циклус, докторски студии. Така, кои се насоките на секој од циклусите? Исто така, значи вокален, имаме музичка уметност, Така. значи музичар изведувач, Така, имаме и од теоретските и музиколошките дисциплини така, исто. така. Значи музички науки, музички уметности. Музичар изведувач, по тој и тој инструмент. Мислите ли дека не опфативме нешто за вашата катедра? Мислите ли дека изоставивме нешто
Мислите ли дека има што да им се порача на идните студенти? Јас само ќе Апсолутно. се надоврзам дека традиционално соработуваме со Македонската филхармонија, каде Така. што секоја година се одржува по еден концерт каде што најдобрите студенти од соодветните катедри настапуваат како солисти Така. со Македонската филхармонија и секоја година во соработка со Македонската опера и балет имаме концерт во чест на професорот Коста Трпков, каде што младите надежни оперски солисти, нашите студенти, реализираат, отпеуваат по една или две арии, оперски арии, Така. со оркестарот на Македонската опера. И тоа е една одлична традиција, која што сум среќен дека продолжува и понатак. Так. Сакате да им порачате нешто на идните студенти кои размислуваат за запишување на факултетот за музичка уметност? Поручија би може да е ујек прави избор уписат ФМУ, затоа што не знам, нисам сигурен како се одвија можда како предавање и дружење се одвијају на ФДУ на ликовна уметност, али нешто што е сигурно да е однос и со професорима и со студентима на ФМУ јако динамичен, непосреден, jer нам е такав позив и да нема грешки кога жели искрено да се бави музиком. Так. Да Кристина? дојдат слободно на ФМУ, бидејќи еве наше искуство е преубаво, дружбата, учењето најнапред. Така. Само не добив информација што свириш или си соло пеење. Свирам на флейта. Така, флейта. Ви благодарам на вистина. Ви благодарим и на вас. Многу интересно бидејќи во народната музика нема клавишни инструменти, тоа е некако феномен на посовремена музика, зарем не? Па хармониката. Хармониката е Во ред. исклучок на Така. тоа правило. Оваа катедра е за клавишни инструменти и харфа. Харф. Така е. Така. Хармониката е исто многу значаен дел и од класичниот репертоар. Мгм. И на факултетот се изучува токму тој Во ред. репертоар. Има изобилие на творештво, особено современо творештво, што е многу интересно. А клавишните инструменти пред се однесуваат значи на хармониката и на пијаното како главен инструмент. Но катедрата ги обслужува и останатите катедри, например за музичка теорија и педагогија. Така. Сите студенти кои што имаат предмет пијано, имаат некаква конекција со нашата катедра и дополнително ние на еден начин го обслужуваме факултетот и со пијано соработници, односно корепетитори, кои што во суштина учествуваат на сите часови по било кој музички предмет на факултетот, како уметнички соработници. Значи пијанисти Так. не има секаде. Така, да, тоа е перцепцијата, да. Тоа што е интересно, на пример, е што јас ке даев десна рака дека харфа влегува во оваа катедра, гудачки инструменти Да, и гитара. така е, Зошто влегува така е. во оваа катедра? Тоа е специфична една ситуација во целокупниот тек на развојот на инструментите. Така, Едноставно така. секогаш се сврстувала харфата по некоја традиција. Значи Така. не на еден начин клавирот, односно пијаното, е исто така жичен инструмент. Има жици, меѓутоа по нив нели удираат чеканџиња. Кои што Така. ги контролираме со клавишите. Супер, да. Така да. што нашата катедра беше малку поширок вака контекст опфаќа Така. и харфата е жичен инструмент и пијаното е на еден начин жичен со клавиши. Да, па да, всушност, кога ќе видиш, пијано е некако легната харфа. Точно Да. така. Да, Така што да. има една корелација интересна тука помеѓу двата инструменти, но и репертоарот има некаква врска. Ана, ти си пијанист, така. Од свириш пијано од Свирам помала пијано од возраст? 9 години. Од 9 години. Да, обично се во приказните што ги слушам за луѓе што се во музика, свирам од 4 години, Рано свирам од почнува, 10, да. Да. Практично пијаното било дел од целиот твој живот. Колку што знаеш за себе, Да. веројатно толку знаеш и за пијаното. Го знам и за пијаното. Што е, како е да се израсне, јас не свирам ништо, например. Мислам, мене ми е тој свет, да речам, комплетно непознат. Како е да израснеш со буквално со еден инструмент, со една таква способност?
Нема човек што не ја сака или не ја слуша музиката. Таа е највозвишена уметност. Кога ја слушаме музиката, буквално таа не допира до секој атом од нашето тело. Има огромно влијание и мог врз нас. Кога бев мала, моите родители честопати ме носеа на разни концерти на класична музика, пошто тогаш бев во допир со класичната музика. На концертите бев просто воодушевена од магијата што се случуваше на сцена и се прашував тогаш какво е чувство да се биде од другата страна и да бидам јас таа што ја создава магијата. Така. За среќа имав дома пианино, наследство од моите баба и дедо, и нормално како секој љубопитно дете сакав да научам да свирам на инструментот и тогаш се прави желбата за учење на пиано. Така? Меѓутоа не потекнувам од семејство на музичари. Едноставно моето семејство ја негуваше културата и музиката, па така и го донеса инструментот дома. Од тогаш сум неразделна од пианото и сум многу среќна што ми е таа професија, бидејќи истовремено ми е и животен сон. Кога кажувам дека сум пианист, најчесто наидувам на воодушевување. И ми е особено драго зашто сваќам дека луѓето сепак знаат колкав труд и посветеност треба да се вложи за да се изградиме како пианисти и покрај талентот за музика. Можно ли е, например, некој што немал допир со пијано? Ова го прашувам за сите катедри. Некој што немал допир со пијано и, например, ова лето да одлучи дека сака да се запише, можно ли е да ги пројде тие испити? Можно е да дојде на приемниот испит да почне да се спрема? Па тој момент на рано почнување не е случаен. Така? Бидејќи станува збор за еден од лесно достапните инструменти на почеток, меѓутоа истовремено еден од највиртуозните инструменти, односно инструмент кој што нема лимит во своето изразување. Така? Што значи дека како одите понатаму и растете, како одите погоре и погоре, работите стануваат потешки и потешки, бидејќи можностите се неограничени. За да стигнете на едно ниво вистинско, професионално и уметничко ниво во изведбата, се почнува навистина многу рано. Иако не е ни тоа гаранција дека ќе го совладате тоа како професија, но и како знаење, како уметност, како занаете, така да кажам. Така. Малку тешко веројатно дека некој би можел за кратко време, сега разговараме за класична музика. Други видови на жанрови секако постои малку поинаква организација на материјалот, поинаков начин на учење, меѓутоа ова е нешто што, како што колешката Ана кажа, се започнува многу рано и не е случаен тој цел многу долг пат кој што се оди некако преку средното училиште до факултетот. Кога ќе го завршиме факултетот, може да се каже дека допрво почнува нашата вистинска учење. Да. Обично е така и со сите факултети, јас би рекол. Која е позицијата на пијаното во однос на другите инструменти? Рековте дека е највиртуозен, има најголеми можности за манипулација, за напредување. Дури и Марио од катедрата за музичка теорија и педагогија и ми кажа дека пијано се учи до 3-та година. Значи тој иако свири народни инструменти, мора да има часови по пијано до 3-та година. Зошто е тоа така? Од многу причини. Прво е пијаното како инструмент исто така одлична алатка за да се изучат други делови од уметноста. Така. Помага многу во анализата, помага многу во совладување на другите предмети, хармонија, солфеж, музички форми, оркестрација понатаму. Значи пијаното е како еден главен татко инструмент, ако можам така да се изразам, на сите други, бидејќи како можности на еден начин го содржи целиот спектар на оркестарот симфониски на една клавиатура. Го има опсегот, ги има техничките можности, ги има полифонијата, повеќе гласието, значи многу сегменти, многу работи кои што можете да ги направите на пијаното, кои што ви овозможуваат да навлезете и во многу други предмети. И веројатно и тоа е главната причина зашто студенти од други катедри исто така изучуваат пијано.
можеби не секогаш како во една јавна дејност не би можеби не би настапувале концертно, меѓутоа за да ги совладаат другите предмети, секако основата е Пијаното е основа, пијаното, да. почеток и крај. Да. Што е најспецифично за оваа катедра? Многу специфики има, да, во принцип не е голема катедра, некаде 10 до 15, мисля че ни 13 професори дека сме, меѓутоа сите од нас носат големи меѓународни искуства и сите професори во моментов се активни изведувачи. Тоа значи дека од професорите учите од не само на еден теоретски начин, туку ви ги пренесуваат своите живи искуства буквално од реалниот свет, од она што значи на вистина да се работи со пијано, постојано да се биде активен. Спецификата се индивидуалните часови, например. Не постојат групни часови по пијано, што подразбира, еве, и колешката... Како го правите тоа со распоредот? Подразбира еден навистина персонализиран пристап кон секој студент посебно. Во однос на програма, во однос на начин на работа, начин на вежбање. И навистина, како што споменавте, захтева сериозни и организацијски напори. Да. Бидејќи во нашата катедра квалитетот е оној кој што секогаш е поважен од во однос на квантитетот. Значи не произведуваме бројки, произведуваме идни пијанистички имиња, звезди кои што пред се уметници и уметнички личности кои што понатаму во нашето општество ќе донесат, се надеваме, напредок. Актуелен раководител би сакал да ја споменам колешката Ана Гацева, воедно и професор на колешката Ана, исто имена. Од оправдани причини не може да е тука со нас, меѓутоа еве како еден врвен инструменталист и педагог, например, Ана носи една целосна друга школа од Париз, од Франција. Имаме професори кои носат руската школа, имаме професори кои носат од буквално сите аглија на светот, носат своји знаења и познавања и ги споделуваат токму на нашиот факултет со нашите студенти. Немам толку прсти да избрам колку пати слушнав дека некој студирал во странство и потоа се вратил тука да го врати тоа знаење. Обично ви рекол на другите места е штом веќе заминува некој да студира надвор и таму останува, тоа е практиката, да. Значи имаме тоа задоволство и таа среќа, што голем дел од професорите решаваат тука да го продолжат патот, а мислам дека има врска и со самите студенти, затоа што имаме со кого да работиме. Имаме навистина прекрасни, надежни, перспективни, музикални и талентирани, многу работливи студенти кои што сакаат да се посветат највеќе што можат. Меѓународниот момент е многу важен во нашата дејност, контактот со други музичари, други средини е многу значаен. Вие сте раководител и на Еразмус размените. Така е, одскоро, токму во овој момент се обидуваме и да интензивираме таа соработка. Така. Веќе потпишавме 2 сериозни билатерални договори со многу престижни универзитети во Корунја во Шпанија, во Минстер во Германија. Во моментов работиме на уште неколку партнерства, не само во регионот. Идејата е пред се на студентите да им се донесе квалитетот, кој што го има и надвор, но и самите студенти да можат да го искусат. Да можат да го искусат тоа. И на еден начин да ја промовираат и нашата култура, бидејќи имаме што да кажеме и во меѓународни рамки. Така. Има ли проблеми, например, обично за другите факултети, тоа го слушаме. Значи, некој ако одлучи да оди на Еразмус, програмата значи пола година до година, бирократски проблеми, пробување да се пренесат тие акредитации, тие оценки добиени таму. Како функционира тоа кај вас? Прво, за мене искрено зборот проблем не ми се допаѓа никогаш. Секогаш го заменувам со зборот предизвик. Не само како терминологија, малку и како пристап. Кога имате било каков предизвик, ве стимулира да го надминете, да го решите, да пораснете со него. А во таа смисла, до сега, за жал, низ годините,
Еразмус програмата на нашиот факултет не функционирала многу интензивно и многу активно. Имало случаеви, меѓутоа повеќе било, да речеме, инцидентно отколку што би било правило. Токму тоа е сега желбата да се промени, да се отвориме и ние малку повеќе кон светот. И тука попат се што може да настане како предизвик или доаѓа од недоволна информираност, или доаѓа од желба да можеби не се работи толку интензивно. За среќа во овој момент и тие две работи ги нема и можеме послободно да чекориме кон она што Еразмус програмата има да го понуди. А има да понуди многу и за наставниците преку мобилноста, и за студентите, но и за самите институции кои што можат да се врзат во партнерски соработки, што е исто еден сегмент кој што кај нас низ годините не функционира многу. Еве ова е голем стимул за нас во моментов да се промени тоа со секако поддршка од квалитетните студенти кои што и самите некако својот пат сакаат да го прошират и да бидат активни во она што го прават. 4 години е тој менторски однос од почетокот до дипломирањето при студирањето на оваа катедра. Тој однос е уште од самите почетоци. Уште во нижо музичко кога почнав, имав професорка, во прилика да поздравам, професорката Верица Шотаровска. Таа ме водеше 6 години низ нижо музичко, потоа во средно 4 години и на крај се запишав на факултетот кај професорката Ана Кацева. Така. Каков е тој однос? Претпоставувам дека е прво многу близок, значи многу непосреден помеѓу студентот и професорот и веројатно нема како на Whiplash магање со столици, не знам што. Нема секогаш нема. Така. Тука мислам дека доаѓа до израз улогата на професорот. Така. Тука се согледува колку е вистински педагог, да го насочи студентот, да му го пренесе сето знаење што го има на вистински начин, бидејќи професорот треба да се прилагоди на природата на секој студент одделно. Не секој има ист талент, има исти предиспозиции и можности, некој учи побрзо, некој побавно. Тука треба да се прилагоди репертоарот што му се дава на студентот, дали може да го совлада, кои се тие технички предизвици за него, да не биде нешто што е премногу тешко за да го, не дај Боже, уназади, но само за да оди напред. Така. Предпоставувам дека е многу интересно искуство, мислам заедно растеш и професорот и студентот. Абсолютно. Практично заедно растат. Професорот станува лична инспирација. Така. Да, за тоа како сакаме да се градиме себе си како уметници, музичари, но и како личности. Има уште еден момент што јас не го знаев како студент, меѓутоа сега од другата страна го дознавам. А тоа е, иако вие имате еден матичен професор кој што ве води, зборувам се исклучиво за нашата катедра, на нашиот факултет, истовремено целата катедра на еден начин ви е професор. Тоа се случува само во сите средини кај што сум имал можност да работам професионално, го гледам само ваму. Што тоа значи? Покрај матичниот професор на сите испити, на сите аудиции, колоквиуми, продукции, сите настани, сите ние ги слушаме сите студенти. И постојано дискутираме едни со други како професори, во која насока понатаму треба да оди студентот, што да се посоветува, што треба да се доработи, кој пристап е можеби подобар. Че постои една многу интересна отвореност помеѓу професорите, што е за жал во денешно време многу ретко. Кога ги се земат во обзир суетите и многу други работи. Да. Еве ова е еден многу позитивен пример. Катедрата за клавишни инструменти и харфа на ФМУ функционира на еден таков начин, кој што е едноставно во насока на општо добро за сите. И ние како професори постојано напредуваме и учиме и студентите, без да знаат понекогаш добиваат совет практично од друг професор. Така. На еден начин кој што е многу мудар, би рекол, се во интерес на понатамошен напредок, развој на студентот на вистински начин. Так. Бидејќи во интерес на сите од кај нас да излезат студенти кои што знаат што прават и кои што ќе можат сами
да ја практикуваат работата. Значи да бидат индивидуалци, да бидат независни уметници, да не морат да бидат врзани за некого или за нешто. И затоа рековме, можеби трае 4 години менторскиот момент, меѓутоа го приметувам тој кај други професори, а и кај мене, и кај себе како студент кога бе, вие на еден начин никогаш не напуштате класата на вашиот професор. Тој е секогаш тука за вас. Секогаш доаѓа на некој концерт. Секогаш ве прати, колку и да поминало време од вашето дипломирање, се грижи на еден начин, се секира на еден многу добронамерен начин за понатамошниот развој. И секогаш е достапен за прашања, за советувања, за разноразни проблематики. Бидејќи се случуваат разни околности. Животот тече понатаму. Студентите се студенти, еден ден растат, прераснуваат, еден ден стануваат тие професори, имаат прашања за педагогијата, со кои што може да ги дискутираат со свој. Значи се работи за еден многу убав и многу интересен и длабок индивидуален однос помеѓу професорот и студентот. Што е, навистина ме прашав се што е специфично, би рекол тоа е исто така една од оние, специфични работи. Да ти честитам за дипломирањето. Кај вас дипломирањето се одвива само со концерт, така? Так, со свири. Како се паѓа? Како не се дипломира Ана? Она не бих знаела. Не би нормално, да. Така. Долги се подготовките за дипломски испит. Јас 1 година се подготвував, бидејќи имав земено доста тешка програма. Така. Сите дела траја околу час и половина. Час и половина свириш без престан. Така. Сега е чест. Добро. Сигурно имаш појаки прсти од мене. 100%. Друго нешто што сакате да им го порачате на студентите кои размислуваат, кои се мислат, можеби не студентите, средношколците, или пак основци кои ќе го слушаат ова, кои можеби прв пат седнуваат зад пијано, зад клавир. Што би им порачале за воиднина? Така, мојата порака до младите е да не се плашат да го живеат својот сон, да чекорат храбро, бидејќи на крајот на денот најважно е дали го правиме она што го сакаме, а не она што другите го очекуваат од нас. Факултетот е едно поглавје во животот кога созреваме и учиме не само на професионален план, туку и како личности се градиме. А музиката е нешто најубаво што ни е дадено на овој свет, треба да ја негуваме, да ја развиваме, да можеме да ја пренесеме на идните генерации. Така. Да се биде студент на факултетот за музичка уметност за мене беше привилегија и огромен предизвик, бидејќи не секој може да студира на факултет за уметност, без разлика факултет за музичка уметност, ликовна или драмска уметност. Пред се е потребен талент, многу труд, истреност, пожртвуваност и огромна љубов. Јас ја имав среќата да учам пијано кај професорката Ана Гацева. Секој час со неа ми беше незаборавно искуство. Огромно внимание обрнуваше да секој тон биде отсвирен на вистинскиот начин и при тоа со големо трпение и ми беше огромен поттик и поддршка. Од незините часови си заминував со голема инспирација и едва чекав да дојдам дома и да седнам, да свирам, да ги надминувам техничките предизвици. На факултетот предаваат реномирани, етаблирани уметници, професори со енциклопедиско знаење, кои што секогаш се поддршка за студентите и се отворени за соработка и помош. Така што сите кои што имаат некакво двоумење дали да се запишат, што би правеле понатаму, дали би имале вработување, нека не се двоумат, можностите се многу големи. Ние како пианисти навистина сме многу барани во камерни состави, како солисти, во оркестарски состав, како корепетитори.
освен како изведувачи, аранжери или композитори, така што навистина има големи можности. А да се биде уметник е една можност да се остави личен белег на времето во кое што живееме и твориме, со оригиналност, со својата оригиналност и индивидуалност. Прекрасно се изрази Ана Да. и се, мислам, кажа толку многу работи, малку може да додадам, единствено дека нашата катедра и пианизмот во Македонија општо е еден од оние докази или примери дека навистина не мора да излезете од вашата држава да студирате за да бидете успешен во тоа што го правите. Алумните на катедрата кажува многу, имаме имиња кои што се признаени во светски рамки, добитници на многу меѓународни надпревари, луѓе кои што изградиле сериозни кариери, затоа што можете дома, во вашиот дом, да добиете навистина високо ниво на образование. Токму тој момент на моите колеги кои што студирале надвор се вратиле, други колеги кои што имале тука можност да работат, таа интернационална рамка во која што делуваме како пианисти, навистина ни обезбедува еден, како да кажам, привилегиран статус на луѓе кои што можеме да се разбереме преку сите граници, преку сите предизвици кои што ќе се појават. Значи не мора да одите некаде за да бидете добри во тоа што го правите и за да добивате покани за во странство. Можеби и тоа е еден дополнителен мотив за идниот студент да знае дека дома може да добие навистина врвно образование. Ви благодарам и на двајцата. Ви благодарам. Благодариме. Името на вашата катедра е балетска Педагогија. педагогија. Така, но има и насока за изучување на Тоа се два профила кои се едуцираат на катедрата за балетска педагогија. Балетска педагогија за класичен балет, така, која е основа на, да речем, на сите театри, бидејќи класичниот балет има неколку вековна традиција, и насока за современ танц, нешто што е сосема ново, би рекле. Се појавува во тек на 20-тиот век, се развива и е се по експанзивна дисциплина. така, така. Која е улогата на танцот во едно општество, да речеме? Како еден балет, на пример, кој се изведува во Европа, доаѓа и во Скопје? За улогата на танцот и општеството, односно за релациите на танцот и општеството, мислам дека би требало да ме повикате одделно и цела емисија да си направиме, бидејќи колку ние да не е воочливо. Танцот и општеството се во една тесна интеракција. Јас можам да ви дадам неколку примери. Еден од најекстравагантните, би рекла, е примерот за кралот Луј 14. Сите го знаеме како крал Сонце. Така? Тој својот надимак го добил именно заради тоа што танцувал во една балетска представа и ја играл улогата на Сонцето. Значи, гледајте како еден монарх го користи моментот на учество од чиста разонода негова во една балетска представа и тоа му го трасира патот. Од друга страна, танцот е регулатор на сите општествени ломови и едноставно кризи, да речем. Така. Така што, доколку не зборуваме сега за оние уметнички форми на танц, зборуваме за танцот, социјален танц, така, зборуваме за оние форми во кои младите денеска се пронаоѓаат. Така што, можеби не е толку видливо, меѓутоа интеракцијата и tekako постои и се заемно поврзани. Од друга страна, ме прашавте како еден класичен балет, да речеме, например, вчера имавме премиера на Заспаната убавица, едно дело кое е дел од железниот репертоар и кој ние сме среќни што го добивме на оваа сцена. Тоа се случува по пат на трансмисија на кореографскиот текст кој се пренесува идентично во
формата во која бил поставен кон крајот на 19-тиот век. Така. Значи, практично јас танцот го гледам како сите тие ноти во петолинијата во една композиција, па потоа кога тоа се изведува, да речеме, звучно, како тие бранови во воздухот што се да се манифестираат во една физичка форма. Апсолутно. Олја, ти се занимаваш со танц уште од рана возраст или подоцна почна да се занимаваш со танц? Јас се занимавам со танц повеќе од половина од мојот живот, значи веќе 16 години, Так. од 5 годишна возраст. Леле, мајко. Меѓутоа тоа не е нешто ново за танчар, за балетски играч конкретно, Така. бидејќи нашето образование почнува уште од најмладите возрасти и години. Најпрво започнав во приватно студио, па Така. после се дообразува во нижото балетско училиште, потоа и во средното нели, па последователно си дојде и факултетот музиката Така, што ја така. одбрав, сакам да се дообразувам. Так. Може ли некој, да речеме, да воопшто да не танцувал никогаш или да немал допир со балетот и со танцот и да одлучи, например, оваа пролет или ова лето, дека сака да пристапи на приемните испити на катедрата за балетска педагогија? Возможно ли е да ги пројде? Во однос на пристапување на нашата катедра, Така. нашата катедра се бави со балетска педагогија, со танцова педагогија. Тоест, едуцираме профил кој ќе застане на позицијата педагог, учител, кој понатаму ќе го пренесува своето знаење. Има една во однос на пристапувањето насоката за современ танц не е потребна предзнаење. Така? Си постојат параметри кои треба да се подготват, програма која треба да се подготви и потоа се пристапува кон полагање на аудиција. Доколку студентот е подготвен, идниот студент, тогаш без никаков проблем продолжува. Во однос на класичниот балет малку е посложена целата ситуација, од причина што класичниот балет има вокабулар, односно елементи кои мора однапред да се знаат и граматика, односно начин на кој се изведуваат тие елементи. Некој што никогаш немал допирна точка со класичниот балет не може да биде педагог и да го обликува тоа танцово тело и да го води ученикот низ сите степени на едукација. Така да постои некаква разлика помеѓу класичниот смер и современиот танц. Так. Вие сте и воедно и продекан за настава. Кои се предизвиците да се организираат сите тие променливи? Еве, на катедрата за клавишни инструменти имаме и менторски пристап, имаме и, да речеме, и неконвенционални дипломирања кои не се, да речеме, не се застапени на другите факултети, нели дипломирање, тоа е практично концерт. Дипломскиот труд е практично еден концерт. Кои се предизвиците, како се снаоѓаат при организирање на наставата, сакам да кажам? Морам да кажам дека факултетот за музичка уметност има мощне комплексен начин на функционирање и во однос на организирање на самата настава. Постои групна, колективна и индивидуална, нешто што на другите факултети го нема. Меѓутоа, кога вие ќе влезете со сиот свој жар и знаење, сето тоа сите предизвици се едноставно се одговара. Така. Влегувате во костет со проблемите кои се убави. Мислам, така. Кога се работи за уметност, секогаш предизвикот е поголем. Така што функционираме апсолутно добро. Јас на оваа позиција дојдов од октомври. И мислам дека без никаков проблем го наследив од претходниот колега и продолживме да ја надоградуваме и надополнуваме самата програма. Освен тоа, јас сум задолжена и за организирање на делот наука. Така. Во тој дел веќе еден од студентите ги спомена оние отворени предавања кои ги одржуваме секоја среда, традиционално во 18 часот,
сите може да дојдат и да ги отслушаат. Тоа се Секоја среда? секоја среда, да. Во 18 часот. Секоја недела, секоја среда. Секоја недела, секоја среда можне сме активни. Тоа се предавачи кои се професори на нашиот факултет, меѓутоа и поканети еминентни уметници, научници кои покриваат одредена сфера, така што се тематски поставени од областа на музиката, педагогијата, популарната музика, танцот. И представуваат на некој начин запознавање со идните студенти за она што ќе го изучуваат, представуваат место каде што љубителите на музиката и на танцот можат да отслушаат некое едукативно предавање и да постават прашања, да отворат некои дилеми, така што ова функционира веќе, мислам, многу со некаква динамика која е зацртана. Освен тоа, во декември имавме веќе симпозиум одржан во чест на нашиот патронат. Се навестува, еве јас ке најавам фестивал за современ и класичен балет со алумни од нашиот факултет, кои се веќе реномирани во светски рамки. Така што се работи во секој случај и наша цел е подобрување на наставниот процес, едноставно достигнување на нивото на европските центри, меѓутоа нудење на една автентична формула која ќе функционира во нашиот општествен контекст. Так. Кај вас на оваа катедра постои ли тој менторски пристап? Дали си заедно со еден ментор и под еден ментор од почетокот до крајот на студиите или е различен пристапот? Па, различен пристап зависи од кој предмет. Методика на класичен балет ни е најважниот предмет што го изучуваме нели за понатака. Професорката Сонја ни го држи тој предмет и навистина сите може, мислам да ги прашаме, се многу задоволни. Бидејќи да дополниме и професорката Александра Мјалкова која предава на други години, значи распределени се по години и многу детално и темелно навлегуваме во тоа, бидејќи балетот не е само движење, не се само чекори. Тоа е една цела наука за која што мора да имаме ние познавање, како што кажав, се занимаваме со тоа уште од најрана возраст. Значи балетот е, можам да кажам, начин на живот. Се дише, се чекори, се буквално се живее. Да. Имаш ли ти можност кога одлучуваше каде да се запишеш, можеби да отидеш на друг некој факултет кој ја нуди истата насока или ФМУ беше единствен? ФМУ беше единствен, дефинитивно. Зошто го избра ФМУ? Од секогаш знаев точно што сакам да правам со мојот живот и понатака во однос на професијата. Нели средното балетско училиште, државното се образуваме како танчари. Меѓутоа јас знаев дека има некоја црта во мене што сакам да се дообразувам, сакам да бидам професор, конкретно за класичен балет. И тука немаше прашање дали ќе биде некој друг факултет или конкретно ќе си продолжам со танцот. Так. Значи ти се гледаш себе си уиднина како педагог. Точно така. Беше поинаку, морам да признам, кога се запишавме на факултетот, бидејќи сега се наоѓаме на другата страна, каде што се дообразуваме да бидеме професори. Значи сега гледаме страната како да станеме успешни во тоа за изведување на успешни кадри на танчари. Бидејќи во нашиот смер не се доволни само многу часови вежбање, туку професорот има многу важна улога во за иднината на танчарот. Так.
Прекрасно, да, тоа е како педагошки факултет само нормално со музичка насока. Тешко ли беше да се влезе на ФМУ? За мене не, имав трема. Во ред. Меѓутоа имав и некоја самодоверба што мислев дека со мојот труд мислев дека ќе постигнам и добри резултати да добијам и понатака веќе сум втора година, цело време да пробувам самата себе си да се надоградувам и со сама себе да се надпреварувам. Што би им порачале еве двете на средношколци можеби или на основци кои се занимаваат со танц? Кој е за на ФМУ? Односно што би им порачале, како би ги охрабриле за да пристапат на приемните испити? Што би ги советувале? Пред се мора да направиме една дистинкција. Постојат повеќе типови на едукација. Формална се оние студија каде што учениците одат да го обликуваат својот талент и да ги задоволат потребите. Меѓутоа, едукацијата професионална започнува во нижото и средното балетско училиште, единствено во државата. Тоа се наоѓа во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, со кој факултетот ја дели зградата, меѓутоа имаме и многу тесна соработка. Така што сите оние кои сакаат професионално да се бават со оваа професија, независно дали како играчи или еве како идни педагози, би требало да поминат низ професионална едукација, бидејќи тоа им представува никаков темел. Дури и за современиот танц, кога зборувам. Ова е професија која нуди можности за вработување, која едноставно не е така затворена. Не се само педагози, тука е работа во училишта, во градинки, во неформално образование, во државното училиште, во театарот на позиции репетитори и така натаму. Значи цел спектар на можни позиции од каде што може да се кон кој може да се пристапи со дипломата која имам. Да не зборуваме дека не го доправме теорискиот аспект кој е исто така многу важен и кој оваа диплома ги подготвува да бидат идни истражувачи. Значи во институтите за театрологија, на позициите критичари, можеби во дневните весници, така што мислам можностите се големи. Професијата е, како што кажа и колегите претходно, секој од нас со неверојатна љубов пристапува кон оваа професија, значи да го споите убавото, корисното и да го сакате она што го работите, мислам е джекпот во денешни услови, така што сите оние кои се заинтересирани нека се информираат како течат приемните испити и нека дојдат, вратите им се отворени. Добре дојдени се. Олја, за идните студенти? Дефинитивно се согласувам со мојата професорка. Мислам дека нема во никој случај да сгрешат и мислам дека треба да го продолжат понатака образованието. Точно е, навистина, многу теориски исто така навлегуваме во сферата на танцот. Така што мислам дека секој ќе се пронајде веќе балетски играч што завршува средно образование. Мислам дека ќе се пронајде на факултетот и мислам дека исто така ќе имаат прекрасно искуство со предметите кои што ги слушаме нели во текот на годините. Ви благодарам и на двете. Благодариме. Катедра за гудачки инструменти и гитара. Така. Гудачки инструменти доаѓа од гудалот, претпоставувам. Така. Кои се инструменти се опфатени во оваа катедра? Во суштина главниот корпус на сите оркестри во гудачки инструменти спаѓаат виолини. Нели во оркестарот имаме први виолини, втори виолини, средниот дел виоли или алти, така наречени, и виолончел.
виолончело, нели, ниската лага во оркестарот и се разбира тука се и контрабаси. Така. Најдлабоките, најниските тонови во оркестарот. Така. И гитарата Гитара секако нели спаѓа во нашата катедра, бидејќи нели има жици, па од тука нели некако најлогично поврзаноста со нашата катедра. Так. Нели како што спомнавме, логично би било и харфата да спаѓа во Да. Меѓутоа по проблематиката на изведување на свирење повеќе има сличност со пијано. Со клавишните. Затоа што има 3 педали, се свири и многу малце луѓе знаат дека нели харфистите свират или харфистките повеќе има харфистки. И мене ми е чудно кога ќе видам харфист, навистина. Да, тоа е поелегантно, повеќе лежи на жени. Да, меѓутоа еве сум видел конкретно во Истанбул и во Анкара, нивните оркестри, баш така му стакли харфисти. Браво, да. И за мене беше изненадување прекрасно. Да, чудо. Тоа е интересно за гитарата, например, обичаја знаеме како некој популарен инструмент се свири во некои популарни жанрови, да речеме, ама гитарата како има место, да речеме, во некои класични композиции. Секако гитарата е најнов инструмент на нашиве простори воопшто. Јас сум долго време во Скопје, на факултетот сум повеќе од 20 години професор и знам дека последно како професорски кадар кај нас дојде гитарата. И хармониката. Долго време, бидејќи ние сменили поднебје кај што е доста популарна народната музика, и знам уште во моје време прекрасни хармоникаши, меѓутоа нема таа прилика каде да се доусовршат. Да. И тука видоа и запиша, знам доста хармоникаши што запиша контрабас. Некако не знам тоа сродно, најслично дека нели свират бас со левата рака и запиша контрабас. Интересно е тоа многу. Фиола, ти свириш? Јас свирам виолина. Студентка на професорот Љубиша. Од која возраст се занимаваш со музика? Односно, од која возраст свириш виолина? Да, свирам од 7 години. Тоа е приказната обично. Приказната, треба да почнеме од мали што, помали подобро. Така? И сега сум 4-та година при крај на моите студии. Значи ти треба да дипломираш сега. Да. Треба да ти дојдеме на концерт. Да, треба. Одлично. Кажи ми, и на оваа катедра е тој менторски пристап? Значи професорот ти е исто ментор од почетокот до крајот? Да. Така. Значи тоа е обично за сите инструменти, предпоставувам. Има ментор и за соодветниот инструмент. Така. Па навистина е специфично, затоа што овие инструменти бараат, нели, и највеќе студентите се запишуваат на факултетот поради некој ментор, нели, кој им се допаѓа како уметник, како свирач, како педагог и затоа се запишуваат. И таа соработка, нели, трае за тие 4 години, тие што се поамбициозни потоа се запишуваат. На времето беше магистарски студии 2 години, сега една ја направија. Така. И некако комбинира, нели, една магистратура, една е за докторат. И заедно пак некако исто ќе му дојде. Да. Како во минатото. Вие сте исто и продекан за концертна активност. Концертна активност. Веќе тоа го споменавме многу пати, дека всушност дипломирањето, магистрирањето или докторирањето на една музичка академија се токму концертите. Како оди таа организација, како оди тоа? Сакам да чујам повеќе за организирањето на концерти. Па така, нели целта уствари на студирањето на студентите и нивната ангажираност се на крај на краиштата и да излезат на сцена и да го покажат своето знаење. Така. Се работи, нели, како и во спортот, и овие врвни што се атлети и боречки вештини, значи сето она што го прават во сала за вежбање како нели фиола вака од најмала возраст започнува со виолината, која што не случајно е кажано дека е најтешкиот инструмент. Така. Затоа што кај клавишните инструменти во подоцнежниот период станува потешко, како што растат, тогаш станува. Меѓутоа кај виолината да произведете убав тон на тие
4 жици со тоа гудало. Со среќа. Што така се сеќавам на еден поранешен професор на нашиот факултет кој што викаше кој би се занимавал со чепркање по 4 жици. Кој нормален би се занимавал. Навистина е тешко и треба голема љубов Така? од најмала возраст да се вежба, да се работи. Значи плюс школувањето кај нас не е студираш и тука завршува процесот на учење. Така. Ако сакаш да бидеш врвен уметник, тоа ќе те следи цел живот. По дипломирањето туку што почнуваш. Да, На некој уствари начин. тоа е вистината, се Да, почнува после да, дипломирање. Што те привлече тебе? Твоето семејство те поттикна да свириш или само изрази желба, како влезе воопшто? Како ја фати виолината во раце прв пат? Само имам желба и еднаш сакав клавир да свирам. Така? Да. Така? Но после, не знам, виолината после кога ја пробав, ми беше малце поинтересно, имаше две работи, гудало, виолина, певниче, ми беше поинтересно од клавирот. И така почнав. Така. Да. Многу интересно. Тоа зборувавме и со деканката, например, на првиот состанок. Тоа е особено, например, видливо кој овие гудачки инструменти, некако секој кој свири гудачки инструмент има некој деформитет на целото, некое искривување, да речам, некое. Да, што е друго специфично? Рековте дека например за виолинистите има многу поголем простор во оркестрите, во филхармониите. Да. За жал, например, кога ќе се прави споредба со дувачките инструменти, кај нив изборот е многу поограничен. Затоа што има прва флейта и втора флейта. Во оркестарот се прима двајца флейтисти. Прв кларинет, втор кларинет. Додека кај виолините, нели, изборот е многу поголем. Може во први виолини да има 20 виолинисти, во втори виолини исто. Има филхармонија, има опера, што се надевам дека повторно ќе се возобноват оние оркестри што беа во Македонска радио телевизија, што веќе одамна не постојат. Јас како студент сум имал прилика да работам во камерниот оркестар на радио телевизија Скопје, нели, и со тоа сам на себе да си помогнам и на моите родители да самото школување биде, нели, поподносливо финансиски. Сам си се грижев, нели, за моите финанси, што и за нив би било голем плюс да можат додека студират, што за Западот е тоа сосема нормално, да студира и да работи некоја работа, за да може финансиски, нели, да обстои, да издржи. Тоа и на најголемите светски факултети, универзитети, како што е Джулиард, например, и Беркли во Бостон, таму им доделуваат стипендија, која што е доволна, нели, за да ги платиш оние трошкови на факултетот. Меѓутоа, дури ти помага да најдеш некоја работа, дали во администрација на факултетот или во некој бифе, да работиш како дополнително за да можеш да се издржуваш. Тоа е многу важно, особено. Каква е ситуацијата на факултетот, например, дали факултетот располага со сите потребни инструменти, да речеме материјали, да не речам реквизити сега, ама значи со сите потребни помагала, дали има доволно кадар. Сакам да кажам дали Министерството за образование го препознава квалитетот кој го нуди факултетот и дали е тоа на некое задоволително ниво или секогаш има простор за подобрување? Па јас мислам дека секогаш има простор да биде подобро, нели, да се збогатува целата музичка активност на факултетот. Не секогаш имаат разбирање за нашата специфика, за жал имавме во минатото проблеми, не се признава индивидуалниот час, кој што е специфика на нашиот факултет, затоа што на разлика меѓу нашиот факултет и другите факултети, кај другите факултети е групна настава. Па мислам, како би предал пијано, па и виолина. Еве, фиола е само
една, нели, која што е Да. посебен цел еден дел, сега четврта Да. година дипломет, со неа се работи посебна програма, значи имам 4 од втора година, што се од прва Да, година, да. од трета, и сите имаат посебна настава, и сите свират различна програма, сите Нормално. се различни луѓе со различни Да, да. специфики, со различни карактери, и ние треба да се најдеме, нели, да се прилагодиме. А за тоа си треба индивидуален И- пристап, индивидуален пристап, апсолутно. Нели, а луѓето мислат дека е исто, како кај другите факултети, излегува во амфитеатар, си ја Слушна кажува само, лекцијата, дали некој запишал, слушнал, Да. не е битно, се гледаме на колоквиум на испит. Да. Па нема шанси, мислам, како ќе биде, ќе повторуваме, не е ни едниот ист тон, туку е Не, различно, сосема различно. Да, навистина. многу е покомплицирано Да. и специфично, и за тоа навистина треба луѓе кои што ќе имаат слух тоа да го разберат. Така. За жал, изминативе, па можам да кажам 15-16 години, кога ни се случува едно, нели, политичко лудило, една Така, тотална така. партизираност Да. во сите институции, и образованието е на многу ниско ниво, За жал. и се нема баш доволно слух за потребите на конкретно на нашиот факултет. Да, да. Мислам дека би можело многу подобро да функционира. Така. Каде се гледаш себе си, Фиола? Повеќе како наставничка. Така, Сега, педагогија. Да, педагогија. Но јас го сакам работата и во ансамбли, оркестри, се чувствувам добро со Така. колеги мои што работиме. Ама мислам дека педагогија ми е најдобрата опција за мене. Така, така. Значи, кај нив исто, треба изборот сам ќе си дојде сам по себе. Јас конкретно на факултетов ми е четврта работа Така. во мојот живот. Така, така. Значи си пробуваш, кога си помлад, Се пронаоѓаш. пробав Да. прва работа ми беше во Македонска филхармонија. Така. И мислев дека тоа е хајлајтот на мојот живот. Изведувач, да, да. Додека не поминаа 6 години и не си речам, јас ова не сакам да Не можам веќе тука. Ова воопшто не е, нели тоа што јас го Да. сакам. Па работев во Македонска опера, Така. исто сватив дека ни тоа не е тоа што сакам да го работам. Така. Па во Народниот оркестар во радио телевизија да, Скопје, и додека, нели, на крај само по себе, кога си дојде оваа работа на факултетот, се разбира, за да дојдеш до оваа работа треба да имаш искуство Да. концертно. Да. Јас веќе 30 години имам концертна активност со мојата сопруга, она е пианистка, Така. исто солистички концерти, значи некој тоа го препозна, ме повикаа на факултетот и самото си се покажа нареди, дека тоа да. педагогијата, работата со млади луѓе, таа нели интеракција што ја има меѓу мене, меѓу нив, цело време не е статично. Цело време се прилагодуваш на различни карактери, има тука доста и психологија, Така. не учиме само да свириме виолина, него учиме многу работи, како да се справиме и со животот, не е само Така. свирењето на виолина, Така. има многу сериозни предизвици во животот, како да се справиме, нели, со stage fright, се вика трема таа, малку, нели, да, тремата, нели, Супер бевте сите. Да, како да го победиме сето тоа, Да. како да, нели. И едноставно, како барем тоа ми е мене многу битно, како да бидеме подобри луѓе и повеќе да придонесеме позитивно за целото наше општество. Така. Не, овој пример што го дадовте со вашето пронаоѓање, условно кажано, мислам дека нешто што ќе охрабри многу луѓе и ќе покаже дека на вистина не е страшно дури и да се запишеш на факултет па да сватиш дека тоа не е за тебе секогаш, Воопшто не е. особено денес со интернет, со курсеви, секогаш има простор за да речеме за доквалификација, за преквалификација, за напредување, така што е благодарам за примерот на вистина. Но во сето тоа е нели важно да се посвети човек и да даде се од себе, па потоа да ги прави
тие, да речеме, евалуации, дали Така, нешто е добро или не. Сепак вие сте биле дел од филхармонијата, од оркестарот на радио телевизија Скопје, така што дали мислите дека испуштивме нешто што би сакале да им порачате на идните студенти? На оние кои прв пат фаќаат виолина, виолончело, виола, гитара? Не, па секако за да дојдат до факултет не може прв пат да фатат инструмент. Така, мора да така. имаат конкретно кај виолината спецификата и кај виолина, виола, виолончело, мора од мали ноги. Веќе за контрабасот дури има некаква шанса да Така. може и покасно. Сум бил сведок така, бидејќи па видео од хармоника, не, па да, и дури онака ќе ги видат со физички атрибути какви ги имат, ќе го видат крупно момче. Ти си голем талент за контрабас. Дури без да не ти треба приемен. Имаше такви примери, нели, за дувачки инструмент кај што треба Гледаш дека има тоа видат, нели, физички на приемни испити мерат обем на гради, мерат висина. Не, го толку тоа, имаат искуство. Се гледа, се гледа. Кој има капацитет за тоа? Или спрема устата. За овие дувачки. Не можеш ти ја зборуваш и да се задишуваш и да дојде, нема како. Да. Имам еден школски другар од моје деца кој што специфично зборува, нели, со стиснати усни. Само што го вида, дечко, ти си роден за труба. Да. Или трубата е родена за тебе. Да. Во ред, нешто да го сакаш да им порачаш на тие што буквално на тие што прв пат се зафаќаат со некој гудачки инструмент? Треба многу трпење, така. многу вежбање. Така. И да прават се со љубов. Така. Ви благодарам и на двајцата. Благодарам. Популарни жанрови, насоки на студии на Факултетот за музичка уметност кои се уште не е на ниво на посебна катедра, но зборувавме дека веќе се развива и оди натаму се повеќе интерес има. Што се учи на овие насоки за популарни жанрови? Прво морам да кажам дека името ќе биде во иднина сменето, значи ќе стане катедра и ќе се вика джез и популарна музика. И ќе се изучува джез студии, каде што во делот на популарната музика пеачите ќе изучуваат поп пеење и заедно со другите инструменталци ќе прават поп проекти или во зависност од каков проект треба. Андријана Јанаска ни е професор за по соло пеење. Така. И сите други инструменталци ќе учат во главно највеќе ќе се базираат на джез. Соло пеачите ќе имаат таа мала промена. Али целите студии ќе бидат джез студии. Така. Кои се специфични, например, инструменти, сигурно тука влегуваат некои нешта кои не се дел од класичната музика, што се изучуваат на оваа насока? Повака на програмата, на джез програмата, основни инструменти кои што се изучуваат се за сега се гитара, саксофон, контрабас, соло пеење, тапани, да не испуштив нешто, мислам дека не. Меѓутоа, ова е, бидејќи ова е прилично нова програма, веќе некои 10 години мислам дека е вклучена на Факултетот за музичка уметност, допрва ќе се шири и како што кажа колегата, има тенденција да стане катедра и со тоа ќе се добиваат многу повеќе, ќе се шири програмата, ќе може да влезат и други инструменти кои што едноставно се неопходни за да се вклопи во целост оваа катедра, како да речеме, пијано, труба, тромбон, инструменти кои што се вклучени во еден джез оркестар или во еден, да речеме, современ оркестар. Така да оставиме на времето, се надевам дека побрзо ќе можеме да посведочиме таква нешто. Така. Рената, што те поттикна да се запишеш на оваа насока?
Пред се најголемиот поттикнуваш во тоа што сакав да се надоградам, сакав да стекнам една поинаква експертиза во вокалната своја изведба, освен што го правам и целата работа со Андријана Јановска, која што ми е професорот по соло пеење. Ни започна преубава, има толку многу да се научи. При тоа едноставно се тоние часови кои што ги имаме предавања, каде што имаме ансамбл, каде што имаме импровизација, со професорите се еден многу важен дел од целиот перформанс, една вокална изvedба на еден музичар, бидејќи го дефинира и едноставно го напредува неговиот израз, неговиот начин на изведување. Дали на оваа насока има онакви менторски индивидуални часови, менторски пристап или е различен? Да, има за секој инструмент има посебно час. И има и заедно, нели, ансамбл или по нашки бенд кажано. Креираме бендови во зависност од студентите, колку студенти имаме и се свират различни композиции и различни жанрови. Така. А која е потребата, например, така джезот да се издвојува од останатите насоки на ФМУ? Па вака, може да се каже дека джез музиката е некој представник на повеќе жанрови кои што не би ги вклучиле директно во джез музиката, меѓутоа начинот на кој што се изведуваат овие жанрови, како да речеме фанк музиката, популарната музика, поп музиката, тоест рок музиката, сите овие жанрови би можеле да се поврзат со начинот на кој што се изведува таа музика и начинот на кој што се изучува. Значи, познавање на хармонија, познавање на импровизација, познавање на музички инструменти кои што ги едноставно ги нема во класичната музика и во класичното изучување. Значи, импровизација спомнав, солфеж, ритам, сите овие елементи кои ќе ги споиме заедно, може да оформат една целосна инструментална индивидуа, да речеме, секој изведувач би креирал еден целосен пакет кој што ќе може да го представи, тоест ќе може себе си да се представи преку овие знаење кои што ги има и искуства кои што ги има собрано, без разлика во кој жанр, дали тоа би било стрикно джез музика, дали тоа би било популарна музика, значи се ова носи една тежина зад себе која што може директно да се поврзе со основните познавања на тој жанр. Така. Што е специфично за приемните испити, што е различно за оваа насока од останатите? Различно, еве да споредиме со класичните приемни испити. Имаат истен пример испит по солфеж, али инструменталниот испит е малку различен. Ние бараме други работи ни интересираат кај музичарот да чита ноти секако. И има некои сега малку постручно, не знам дали ќе треба да го кажам, али малку се разликува од класичниот испит. Можам да кажам дека не е потребно да има средна школа завршена студентот. Може да нема завршена средна школа и да биде пак примен, но нели ако има познавање пред тоа, ако детето учело само, напредувало и има доволно познавање, може да биде примен. Така, ова се веројатно некои домашни музичари што си купиле гитара. Ние сакаме само да видиме на приемниот дали детето има познавање, основни музички познавања. И сега ако знае да солира, например, гитарист некој уште подобро, ако знае да басист некој, тоа е се бонус, али тие базични работи, да знае малку да чита ноти, може би малку да има познавање од акорди, би било супер. И може да биде пример.
ова не е нешто ново, не е некоја нова пракса, дури и во класичната музика. Едноставно станува збор за формално или неформално образование. Додека јас студирав, имаше професори на ние двајцата студиравме на факултетот за музичка уметност во Грац, имаше професори кои што немаа формално музичко образование, тоест немаа диплома. А беа професори. Беа професори на едно од еминентните школи во Европа, можам да кажам. Меѓутоа, тоа значи дека тие зад себе имаат огромно искуство, имаат огромно знаење, што само што не било забележано со диплома. Со некоја, Значи треба да се работи за посебна како би кажал, за посебен влог во музиката, за да може некој да спадне во таа категорија. Сега истото се случува и кај студентите. Има формално образование, нижо музичко образование и средно музичко образование, меѓутоа може да има неформално музичко образование преку приватни часови, приватни ментори, не знам, интернет може да имате приватен ментор од било каде сега, значи го имаме светот на дланка, што се вели. Меѓутоа ова е една шанса за тие студенти да се запознаат едни со други, да се запознаат со професорите, да направат една размена на искуства, размена на знаења и за мене конкретно тоа беше еден од најубавите периоди во мојот живот, кај што покрај тоа што научив многу од моите професори, научив многу и од колегите. Стекнав огромно изведувачко искуство благодарение на тој факултет. Мислам дека тоа е најголемата предност што не може да се најде на друго место. Рената, како е да се биде дел од некоја насока која и не е толку позната, не е толку развиена? Еве јас кога го спремав подкастот, например, не знаев за оваа насока, дури кога го отвори вебсајтот ми излезе и повторно не ми беше јасно, дури сега кога правиме муавет ми се разјасни. Што те привлече, да речам, каде се гледаш себе си во иднина? Ако пред си джезот, може би не спаѓа во толку популарна музика или она која што најмногу ротира по радијата, може би ние сме многу навикнати само на тоа, но во музичките кругови таа спаѓа како еден еминентен правец кој може да ги даде основите, поготово низ овие 4 години како започнав да студирам нови правец, ми откри нови светови за музиката и колку може да ме подобри, да му усоврши во интерпретацијата на било кој друг жанр на музика. Така што и за мене беше предизвикна самиот почеток, бидејќи до тогаш немав изведувано джез стандарди, джез музика воопшто. И самото фразирање, целиот процес, значи си има своји фази, си има своји етапи. Но како еден предизвик, мислам дека ми отвори, како што реков веќе, едни нови видици, хоризонти кои што ќе можам да ги употребам и во оној дел каде што јас можеби ќе се ориентирам повеќе во иднина. Се плашиш ли од аутотюн? Па ова е прашање за сите, од сите тие вештачки интелигенции, не знам какви алгоритми што се способни да компонираат. Нема потреба од плашење, затоа што кога се има талент или кога се вложува и кога се вежба, нема потреба ни од аутотюн. Апсолутно. Така и секогаш па и музиката која што ќе се изведе во живо, или ќе биде еден печат на тоа колку еден изведувач нели вложил во себе и како тоа звучи вистински, таму не може ништо да не излаже. Така. Да, па мислам дека тој пристап, таа енергија што ја зборуваме, таа размена на енергија практично во една изведба никогаш не може да се замени од никаков компјутер. Каде ќе напредува оваа насока во иднина? Ете, знаеме дека конечно се формираше джез оркестар македонски како продолжение нели на стариот оркестар на радио телевизија Скопје. Каде ќе се развива понатаму оваа насока? Па ќе се добие, нели, ќе станат джез студии. Така. Значи и ќе може студентите например да свират во овој оркестар, што е голема поддршка и е стварно потребен во државата. Не само за джез музика, тој оркестар ќе
ќе прави многу различни проекти, поп и различни жанрови, така да пред се мене како професор ми е битно да извадиме добар кадар, добар квалитет на свирачи, на музичари. Така. Да бидат компетентни било каде да отидат во светот, да може да имаат едно ниво, да може да свират со другите. Пошто денешни академии во Америка, во Европа вадат стварно многу добри музичари. Така. Може би ние не сме на тоа ниво, пошто они имаат и многу инвестирано и долги години традиција, кај нас уште тоа го нема, али ја би бил многу среќен ако кај нас се направи едно добро ниво на джез музичари и тие музичари ќе направат нова музичка сцена, джез сцена во Македонија. Ќе се креираат нови албуми, дали джез албуми, дали популарни некои проекти, така да тоа би било, тоа е мојата визија и би бил многу пресреќен да од кај нас испаднат студенти, да речеме на тоа ниво, на некое светско ниво, да речеме. Така. Ја само би сакал да напоменам во врска со тој оркестар што се оформи сега. Така. Значи тоа е дефинитивно огромен чекор за културата во нашата земја. Значи едноставно тоа ќе биде предизвик и за повеќе студенти да се вложат во своите инструменти, да едноставно да видат каде можат да настапат во еднина, од кој оркестар би можеле да бидат дел. Би сакал да напоменам дека овој оркестар за джез музика, мислам дека така беше наречен, е продолжение на оркестарот на Сдруженијето на джез музичари, кој функционира само иницијативно веќе последните 6-7 години. Само иницијативно. Така, да, значи не беше дел од некоја институција, беше една група ентузијасти кои што се собраа, направија еден голем оркестар, собраа програма, значи ова беше иницијатива на Кирил Кузманов, на Гоце Стефковски и дојде до овој момент кај што веќе станува институција. И многу е битно дека во овој оркестар во последните 6-7 години, покрај тоа што се изведуваат джез програми, се изведува и популарни програми кај што се едноставно се изведуваше музика како трибют на Beatles или трибют на Radiohead, кои што се познати во еден друг жанр. И во сите овие концерти, ајде, можеби не во сите, ама во 90% од овие настапи имаше вклучено студенти или бивши студенти од факултетот за музичка уметност. Покрај тоа што зборуваме за популарни жанрови, за джез и популарна музика, таму имаше и студенти кои што беа дел од класичниот оддел. Значи имаше трубачи, тромбонисти и тоа за нив беше прекрасно искуство. Мислам, тоа се нивни зборови, не се зборови, што имаат поделено со мене, бидејќи се наоѓаат во една нова средина, учат преку искуство, учат еден нов жанр, еден нов начин на изразување. Тоа е основната разлика, пошто се разликува, тоа е најчестото прашање што не постулуват, пошто се разликува од класичната музика. Начинот на изразување. Тоа е, би го напоменал, и со самиот овој чекор што се отвора во оркестар, веќе ќе има шанса за многу повеќе студенти да напредуваат, да бидат дел од тој оркестар, секако доколку некој се покаже и доколку го неговиот или нејзиниот напредок биде забележан, доколку е доволно голем, ќе биде забележан. Така. Сигурно дека ќе бидат вклучени во некој, дали во оркестар или во некој друг оркестар, меѓутоа ова е еден поттик за овие студенти од катедрата, од идната катедра за джез и популарна музика, за да бидат вклучени во некои такви проекти. Одлично. Што би сакале да им порачате на некои што размислуваат да се запишат на ФМУ, што може би туку што фаќаат некој таков современ инструмент, бас, саксофон? Па нека дојдат прво, нека разговараат, нека видат, може да дадат на часови. Може и ќе им се свиѓа, може нема да им се допадне. Нека пробаат, ќе видат, ние мислам дека имаме што да понудиме. Така. И мислам дека е добро.
Тоа е се. Благодарим. Ви благодарам на тројцата.